Почитувани мои, добро вечер. Продолжуваме со моите гости, со моите драги сограѓани, они кои оставија еден голем белег во кочанската спортска историја. Вечерва мој гостин е Стојан Андонов, или ај да се договориме пред емисијата дека прекорот многу му значи Алјуш. Многу ми го познават како Алјуш, инаку за мене многу скромниот Стојан Алјуш во животот, а инаку живиот оган на спортските борилишта. Кога мислев како да го најавам во емисијата, мислев дали да го најавам како добар стрелач, или добар ракометар, или еден од пионерите на пинг-понгарите. Меѓутоа ќе оставам тој сето тоа да го каже. Добро вечер. Добро вечер. Сакаме во Канал 8 пријатно да се осеќаш и да малку сакам малку да разменеме некои мислења, така да се потсетиме на историјата, бидејќи како што најавив си еден од за мене доаѓаните на кочанската на делот кочанскиот спорт. Не сгрешив кога најавив дека си учесник во 3 спорт. Меѓутоа првиот спорт беше стрелањето. Да ги запознаеме би било добро нашите гледачи, меѓутоа бидејќи многумина од тие што не гледаат не се биле тогаш родени кога вие започнавте со тоа, а и многумина не живееа во Кочани. Мислам дека ќе ги интересира тоа. Впрочем, што беше причината да започнеш со стрелањето? Впрочем, ние точно пред 5 години имавме еден разговор, јас ги носам тие документи овде. Повели. Добро вечер уште еднаш кај вас и према гледачите. Прв пат почнав да стрелам во далечната 1900, мислам дека е 57 година, на еден општински надпревар кој се одржуваше тоа време во Кочани. Јас тогаш бев како ученик во Раде Кратовче и класен раководител ми беше Тодосиев Ѓорги. Дојде во класот и бараше некој кој ќе дополни екипата, бидејќи некој од стрелците бил оцет. Ме избра мене, направи 2 тренинга, отидов на општинското такмичење и за среќа бев прв со освоени 74 круга. И од тогаш во догледно време се бавев со тој спорт. Интересно што во тоа време што стрелиштето, додека вие бевте активни најпрвен до 67-ма, потоа ќе кажеме, повторно враќање имавте 72-та по враќањето од Југословенската народна армија, стрелиштето некој ги менаше локациите. Меѓутоа првото стрелиште имаше еден свој белег за оние што живееа околу него. Првото стрелиште, јас кога почнав да стрелам, беше на локацијата кај сегашна Евана, тоест тогашна дистрибуција Кочани. Добре, јас само ќе ја покажам сликата на нашите гледачи, потоа ќе нашиот камерман тоа сето ќе го долови. Повели. Како што реков, стрелишто беше позади дистрибуцијата, меѓу зградата на Ковачки и тогашната барака или кафана на турист од Кочани. И првите тие моменти од мојот длага историја ваша. Длага историја бавење со стрелjaštvo се одвиваа таму. Сакам да напоменам дека бидејќи стрелишто беше во центарот на градот во тоа време, во близината на фамилијата Ковачки, каде што имаше 3 куќи тука Ковачки, имавме од тие 3 куќи 7 извародни стрелци. Тоа са Мирка Ковачка покојна, Трајчо Ковачки, брат и сестра, Ванчо Ковачев, Панче Ковачев, двајца браќа и третата фамилија Мица Ковачка, Радка Ковачка и Стојанчо Ковачки. Тоа беа тројца изваредни стрелци кои беа 7 братучеди и сите зазима некое место од некоја екипа, бидејќи годините беа различни, имавме пионери, пионерки, младенци, младенки и сениори во тоа време.
Значи стрелишто беше таму, потоа се префрли кај официрскиот дом некогашен, сега кај што е она стоковна куќа, ајде да кажеме, куќа позади. Кочанска стоковна куќа, Да, позади. кај што сега се прави комерцијална банка. Не, тука беше вработен Јуруков, стариот Јуруков, и тука беше стрелиштето, прв пат тука се воведеа метри полуавтоматски, тоа спукавме и на систем на вртење, секој стрелец ја проверуваше и ги менеше меците. После тоа мислам дека беше под Кај Ловниот дом. Трети пат кај Ловниот дом, мислам. Во кругот на тогашната полиција и на крајот кај под Соколаната. Под Соколаната тука во И на тоа се стрелиште и ја на тоа се и на тие двете се сеќавам, меѓутоа оно ми беше можеби подалечко, не бев многу надарен за музика, па и не одев на музички, јако моите ми беа виолина купиле. Интересно е што кога го водевме разговорот, точно е според документите на 21 февруари 2007 година во еден серијал кој разговаравме, спомна некои луѓе што биле заслужни за развојот на стрелаштвото у Кочани. Тогаш кога спомнавте Ефтим Припорски. Видете, јас кога почнав, да, активни ентузијасти кои се бавеа околу стрелаштвото, тоа беа Коле Винар, познат под името Коле Винар, Никола Врчаковски мајор, кој беше тука комендант на гарнизонот во Кочани, и Ефтим Митевски или Припорски. да. Тие тројцата луѓе има голем допринос за развојот на стрелаштвото во тоа време. Меѓутоа, од тогаш како што се сеќавам од разговорот, исто така и Иван Чекрски Гане бил е доста активен на во тај период, ти кога си почнувал. Гане сакам да го спомнам како стрелец во тоа време, како стрелец тој беше еден од попознатите во Република Македонија. И сакам да кажам дека тој не само на мене, него на сите стрелци во тоа време што почнавме што се бавиме со стрелаштво, ни беше идол, бидејќи имаше постигнато и југословенски рекорди и освоени први места со војничка пушка, со Титова мета. Да, дисциплината Титова мета и со пиштол. Беше правак на Југославија, така да Гане, додека стрелаше, ви викам, беше еден од идолите на секој стрелец во Кочани, па поготово и на мене. И од таа близина дури стапив и во омикум на мене, благодарение на стрелаштвото. Значи, стрелаштвото беше спорт што ги сближуваше на некој начин луѓето. Стрелаштвото беше спорт. Стојанчо, кога напомена дека првиот твој настап беше во тогашното основно училиште Раде Кратовче со 74 круга, општински првак, и потоа твојот развоен пат појдува со таа малокалиберка, со таа воздушна пушка. Па таа се во стрелаштвото, тоа време имаше ограничување, веројатно и сега. До завршувањето на 8 одделение, тука е тоа 15 години, може да стрелаш како пионер, после тоа 4 години може да стрелаш како младинец и придуваш во сениор. Додека бев како пионер, гаѓав со воздушна пушка, со стекнувањето на годините почнав и со малокалиберските пушки, а тоа се серијска пушка и стандардна или прецизна пушка. Меѓутоа, која ти беше омилена така? Омилена пушка ми беше воздушната пушка, бидејќи почнав со неа, имав постигнато добри резултати на едно првенство. Во тоа време Кочани беше во склопот на Штипска околија и бев на едно околиско такмичење, бев и првак на околијата, а иста година бев и втор во Републиката со воздушна пушка, која се одржа во Скопје. Имав постигнато добри резултати и со овие другите две пушки, и со сериската и со стандардната, поготово со стандардната пушка, заедно со Гане и со другите стрелци, постигнавме добри резултати. Учествувавме на неколку отворени првенства на Југославија. Бевме 5 години бевте репрезентативец на Македонија. Да.
јас и Ганев бевме и после тоа и Гоше Чекарев бевме во пошироки состав на македонската репрезентација со таа пушка стандардна малокалиберска пушка. И умеѓу време, додека се бавеше со стрелаштво, беше еден од пионирите на кочанскиот стоно тенис, пинг-понг. Па, Меѓутоа, тука не направи некоја кариера. не, тука само почнавме да играеме. Јас тоа прво почнавме како малски спорт. Јас, Филимон. Филимон и Трајчо Трендов, тука бевме кумшии сите тројца. Почнавме со некои табли да правиме, ние сами да играме, па после во школите и од сите тие само Филимон продолжи потоа да се бави активно со тоа и постигнаа добри резултати. Сега доаѓа за мене онај интересен твој преокрет во животот. 67 година е година кога веќе на некој начин, не му кажуваш збогом, него довидување на стрелаштвото, веќе почнуваш да играш ракомет. Јас овде се потрудив токму да најдам една фотографија. Еве ќе ја покажам на гледачите и таа. Тука ова е фотографија направена каде учествувате на некој патронат. Тоа е Меѓутоа потоа игравте и за клубот. Да, да. У исто време играв и за клубот, а и како средошколец играв нели и на овие тоа време може да се игра и на Да. патронатите. Па види и ракометот како спорт го прифатив благодарение на стрелаштвото. Во исто време доле беше стрелиштето на стадионот тамо од десната страна на доле. И во одредени моменти кои ќе завршевме со стрелаштвото, тука беше игралиштето у склопу на фудбалското игралиште беше и ракометното Оваа игралиште. фотографија, така? Тоа е оваа фотографија. Таа фотографија каде Старата трибина, под неа е жгурата. жгурата и дел од Теренот. од фудбалскиот терен зазимаше бидејќи нели за да ги спази димензиите. Да, јас имам И у тука мојата... на еден тренинг каде мои школски добре Богданов Мечо, Ѓорги Фока тренира, ајде Алюш и влегов јав и така да почнав од тај момент и јас да играм и за брзо време влегов во првиот тим и активно Играше центар. Играше центар, меѓутоа те паметат старите кочанчини љубителите на ракометот како центар со око соколово на ракометот. Во една прилика ми кажа дека немаш некоја точна евиденција, меѓутоа имаш изведено преку 200 седмерци и имаш само 2 промашаја. Јас знам, меѓутоа сакам нашите гледачи да знаат што тогаш се случуваше. Од кога станав стандарден првотимец, правило беше да поискусните, у почетокот поискусните, нели похрабрите ги шутират Седмерци, пеналите, така. Да. Дешаваш се на некои од надпреварите, некои од тие поискусните, Танацковиќ, Миленко, Добре Мечо, Гоше Бујоклија, да промашат. Еден па втор промаши и, нели, по тај некој редослед дојде редот и јас да шутирам. Од кога првиот кој со страв го шутирав, не секам точно на која екипа беше, го дадов и почнав редовно јас да ги шутирам седмерците или пеналите. Така да, у таа моја кариера нејде околу 6-7 години, рековте 200 може да се и повеќе. Преку 200, реко од 200 до 300, така ми ги спомне. 200 до 300. Немаш евиденција водена точно, да. Пенали, јас само 2 пенала сам промашил и тоа на исти голман, На иста екипа. на иста екипа и на исти голман. А и двата завршија во пречката. Тоа е надпреварот со Романовци. Тоа е Партизан Романовци од Кумановско. Значи едниот го играл втора промашите, лига, да. едниот го промашите таму, едниот укочен. Прво тука, после таму вториот го промашив таму. Вториот кога го шутираше некако доживуваше го како Вториот кога шутирав, доживував некој страв во себе, викав, си мислев, можно ли е повтор пат да промаша. И бев убеден дека нема да промаша, меѓутоа
се деси исто како и претходниот пат. Тој период, изведувајќи седмерците, имаш поставено еден, ајде да кажем, твој личен рекорд, може би рекорд за македонски од Ракомет во тоа време што си играл, впрочем да се изведуваат преку 200 седмерци до 3, ајде да кажеме, па ќе парафразираме од 200 до 300, да се промашат 2 седмерци е стварно некој рекорд за почитување. Меѓутоа рекордот што го имате поставено, тоа е против екипата на Пролет во Скопје. Тоа е во И со Струмица имате втор рекорд. Првиот беше со Струмица. Да. Игравме на тогашната у просторот на тогашната нивна гимназија, на игралиштето на просторот на нивната гимназија. Игравме со Партизан Струмица и тоа беше во Републичка лига, Македонска лига тогаш, и тогаш изведов 11 седмерци и сите 11 ги погодив. Меѓутоа не беше задоволен со тој постигнат резултат. После, мислам дека 2 утакмици исто во Републичка лига се деси како гости да идеме во Пролет Скопје. Пролет Скопје. И тамо изведов 14 пенали и сите 14 ги постигнав. Сеќавам се, беше ми некој посебно задоволство, бидејќи голманот што бранеше за Пролет, Коската, беше југословенски репрезентативец, голман у пошаркиот состав на југословенската репрезентација. И сите 14 голови. Меѓутоа кога си му после 12-тиот, тука после 12-тиот кош, јако шутирав седмерците, ги шутирав у стил на напаѓање. И тука у последниот момент можеше да ја сменам и раката или па појдам со левата, земам па шутирам со десната, и он го тоа више знаеше дека ја се приближувам према него. А се нервираше? Да, а беше нервозен. И тука дали 12 или 13 пенал кога ја шутирав и виде дека е гол и рипна напред со нозите и сакаше да му даде по раците, знаеш. Неговиот тренер тоа го примети и го повлече од игра и до крајот не го пушти како казнаш за тоа што сакаше и да те повреди. Да ме повреди. Ево, Кочани, јас и на почетокот на емисијата најавив сите те познаеме како еден многу скромна личност, мирна, тивок човек. Меѓутоа, јас и тука имам напишано во серијалот дека беше на теренот жив оган. Дека имаше инциденти у кои си учествувал, бидејќи тогаш инцидентите беа пратечко нешто што се случуваше, посебно домашните ги предизвикува. Имаш кажано неколку работи, едната е на надпревар, мислам, тоа во Кочани дека првиот против ЕВ работнички, потоа имаш во Охрид еден инцидент и оној со сега покојниот Добре Мечо во Свети Николе. Во Свети Николе. Па првиот беше тука во Кочани на игралишто на гимназијата. Имаше раковото игралиште. Паралелна со Паточеот, кај што е Кирил и Методи школа. Кирил и Методи, тука беше игралиштето, игравме со работнички. Они беа место едно или две пред нас и беа по-супериорна екипа. За нив во тоа време играше Пеповски, како исто моја улога имаше и он, центрхаф во екипата, а он беше фудбалер на работнички, центрхалф играше како фудбалер. И тоа беше 6 или 7 месеца казнет и за да не паузира, играше Ракомет за истиот клуб работнички од Скопје. И тука заедно, у една контра заедно со Перо Бекјарот, успеавме да го надиграме и при шутирањето додека Перо шутираше, а топката идеше од мене према Перо, мислејќи он дека јас ке шутирам и осетив удар у стомах и се свлеков. Издишнал ме. По кратко време се повтори ситуацијата у обратен контекст, смисол. Кога беа они во напад и он у обид па да шутираше преко зона и јас го тогаш удрив и он се свлече и тука настана еден инцидент кој траеше до 10-15 минути. Не се знаеше кој кого удира у гужвата и меѓутоа таму ви врати. Меѓутоа во Скопје кога отидовме, Перо го изеде малку подебели од крај, ни вратија. Истото
во Свети Николе. Охрид беше Охрид беше претходно. Во една контрнапад наш добре беше. Јас бев со добре напред и проигрувавме двајцата и кога он требаше да шутира, играч од противничката екипа го сопна и он падна на... Сеќавам се дека асфалто беше... игралишто беше ново асфалтирано и добре имаше така повреди по колената и по раците. Одма после тоа се случи контра они, јас трчев по нивниот играч и јас го Варнаму било за драго, Било за драго и пак како домакини настана инцидент. Тука ние го произведовме тука малку подебели од крај и за среќа наша интервенција полиција тоа се меѓутоа најтешко беше во Свети Николе. Најтешко беше во Свети Николе. Тогаш игравме на Свети Николе му зависеше дали да испадне од Републичка лига, а ние се боревме негде тамо за трето или четврто место горе. И пак јас со добре соработував најмногу со бекерот и со добре, мислам, у нападите, јас како везен играч, и во контра една, јас рипнав кога беги да шутирам, топката е префрлив према добре и усетив удар јак у слепоочниците и паднав. И по некој време сам бил во несвес и тука кукот од десната страна ми беше повреден. Ден, 2, 3, 4, не знам колку бех во Штип во болница. Настана и тука инцидент. Милиција тука се прекина утакмицата, пошто мен ми изнесува, однесија префрлија ме право Штип во болница, тука се прекина утакмицата. Мислам дека службено добивме таа утакмица. Така да во тоа време беше малку карактеристично, домашните екипи беа доминантни у тај дел и судиите не беа толку ригорозни и секој пат гледа преку прсти на домашните екипи. Тука има една фотографија пред мене, обично тоа се луѓето со кои најмногу имаш играно. Така. Освен, јас пак ќе покажам нашите гледачи, потоа камерата ќе ја доближи. Освен ти, Миленко е овде. Миленко, Тото Заков, Мечо, Добре Мечо, Шишко, Георги Шишко, да. Таушанов, Гоше Голманов, Арсов, Дудата и Гошо Бојковиев. За жал некои не се меѓу нас. Да. Меѓутоа имаш и од овој патронатот другиот што е, овде оваа фотографија. Пак тука тоа е на патронат некој. Целта ми е да кажам дека многумина од ракометарите беа и активни во фудбалот. Тука е Митко Атанасов, тука е Чаршавски, познат фудбалер, Абазов Славчо, Тимето, ракометар и Тимето беше долги години. Петре Бекаро, ти си тука. Исто и овај Тимурот, да. Георги Фоката, Славе и Јанскиот. И тоа се, меѓутоа задната фотографија покажува дека тогаш се играло ракомет на многу високо ниво. Вие не сте тогаш учествувале. Јас намерно ја донесов оваа фотографија да ја погледнете и вие. Многумина од твојата генерација тогаш што почнувале. Ова е пријателски надпревар со Партизанот Бјеловар, што значи во кочни спортот са цветал. Ме интересира од овие сите што ги набројавме. Со кого највеќе можеше да соработуваш? Бидејќи тука имаш ми кажано дека со двајца си можел да играш и ти како тројка со затворени очи. Па јас и претходно ви кажав дека со Добре Богатинов Мечо и со Перо Бекаро кој играше како пикер, ние секој пат кога и сите очекуваа од нас тројцата дека ќе се изработи нешто и ќе се постигне гол. Сакам да напоменам дека по довегањето на Цибалевиќ, тука го нема некаде, нема Душан Цибалевиќ. Тука сакам да ви го поставам после, ми ги тоа повели. Добро. Со довегањето на Душан Цибалевиќ малку ни се измени начинот и тактиката на играњето. Се воведе повеќе техника во играњето. Како искусен ракометар. Како искусен тој ракометар. Тој беше и како тренер ни беше известно време.
известно време, додека играше ракомет, потоа се префрлил во кошарката, нели, има доприноси во развојот на кошарката во Кочани, али сакам да напоменам дека голем допринос има и за ракометот. И твој идол беше на некој начин. Да, и мој идол беше на некој начин. Пуно работи се советував, питав, така да некои финеси научив од него. Шутот од лакт. Од лакт. И така, Цимбалич беше стварно... 72 година се враќаш од Југословенска народна армија и повторно се враќаш на Повторно се стрелањето. враќам на стрелјашото, бијајќи да се кажам дека стрелјашото секој пат повеќе ми лежеше и повторно се враќам. Во тоа време екипата од Кочани, која се викаше Кочани, играше во Републичка. Овај се такмичеше Кога се врати кој луѓе се сеќаваш со кои луѓе, бидејќи сакам да кажам дека стрелаштото беше масовен спорт во Кочани. Да. Дека имаше многу луѓе тогаш во тој спорт. Па, видите, сега зависи во кој период, меѓутоа од секој пат во стрелјаштвото е имало поголем број на луѓе, а стално имаше нови подмладок кој доваѓа во нашиот состав и тоа ќе ги напоменам Благојчо Данилов, Иле Ристов, Марија Топукова, Весна Панева, сегашната заболекарка, и Лазарова, на Ването Лазаров, сопругата, моменту ми застана, Блашка беше исто така еден врвен стрелец беше. Така. Имаше и значи и женско и машко стрелаштво имаше. Исто бевме подеднакво јаки, како машка конкуренција, така и ово. А викам ви, од тука постарите стрелци се уште беа Драги Величков, Митко Давидков, начело со Гане секој пат е бил водач во Драги Филипов, Драгушата, Море Шишко, Гоко, Ванчо Ковачки, Мира, тие ги наброевме. Да, тие ги наброевме. Учествуваше на многу државни првенства по враќањето од Југословенската народна армија, меѓутоа во една прилика, еве ќе кажувам кога зборувавме, кога правевме тој серијал, ми остана во ушите сеќавањето твоите зборови. Тиентиште беше Југославија во мало. Да. Бев на учество на отворено југословенско првенство во Тиентиште. Мислам дека тоа беше јуни месец, 6 јуни се одржуваше надпреварот и како што рековте и вие, тоа беше Југославија во мало. Имав прилика тамо на тој надпревар да се запознавам и да гаѓам заедно со нив, со врвни, не само југословенски, него европски светски стрелци. Меѓу нив беше и Пауновиќ, тогаш европски правак, југословенски правак. Привлечењето на место седевме еден. И беше чест да гаѓаш поред него. И беше чест да гаѓам поред него. Батестоле, некако стрелањето почна да умира, ајде да кажем, 91 година, со затварањето на стрелиштето што се наоѓаше на градскиот стадион од кај пругата. Старите луѓе се сеќаваат дека тука беше стрелиште и тоа беше многу добро стрелиште, опремено. Мислам дека Чичко Пецо го држеше. Да. Вие осеќавте една горчина, што ово и денес кога разговараме, кога се видиме вака и бидејќи можеме да разговараме себе, тоа спортот не ни е неизбежен, секој пат присутна тема ни е. Чувствуваш некоја горчина зошто зошто стрелањето е едноставно замре во Кочани? Па да ти кажам дека точно е тоа, со рушењето, уништувањето на малокалиберското стрелиште, кое се наоѓаше на споменатата локација, замре стрелаштото во Кочани. Зошто замре? Замре затоа што преска што ги спомнав нашите генерации и помладите што се јавија, кога го достигнаа зенитот, врвот
на својата кариера. На своите кариера, кога требаше резултатите да се покажуваат на републичко и на сојузно ниво, и тука немаше Како да беа пресечени. Беа пресечени. И ако немаш услови да тренираш, немаш и резултати. Беше ветено дека ќе се прави ново стрелиште, бидејќи таков беше договорот, знам, со рушењето на старата трибина, дека требаше се направи ново стрелиште да биде покриено, да биде на истата локација. Меѓутоа тоа денес, дај да кажем, кучански да се изразам, зјае празен простор, неискористен простор, не можат ни фудбалерите да користат, а и тоа остана неискористено. Се прават некои обиди под трибинскиот простор, има едно мало импровизирано стрелиште, меѓутоа тоа стрелиште има со 4 воздушни мети, автоматско стрелиште го држе, и за среќа што го држе поранешен стрелец кој моментално живее во Германија, тамо е мажена Сузана, не знам како се прозива, и благодарение на неа, на некој начин, може да се каже дека го одржава на некој начин стрелашото во нашата општина, во нашиот град. Меѓутоа нема стрелци. Меѓутоа нема стрелци, она не е тука присутна, она е повремено присутна тука, а за стрелаштво треба тренизи и тога и резултати да се... Еве сега си во пензија, сега можеш да уживаш, имаш доста слободно време. Дали би направил некој обид, бидејќи јас разговарав пред година дена можда со мојата комшика Марија Топукова, дека постои желба кај старите стрелачи да се формира повторно едно друштво, иако знаеме дека стрелаштвото рака на срце е скап спорт сега. Стрелаштвото од секој пат, затоа прво да се освратам, дека од секој пат е бил еден од поскапите спортове, од најскапите спортове. Секој испукан метак не се враќа. Секој испукан метак не се враќа. Оде. А ние сме рачунале дека на една дисциплина, дали е тоа со бојава или е со овие висококвалитетните пушки и малокалибарки, една дисциплина, ако еден стрелец потроши 200 метака квалитетна муниција, на еден надпревар, тоа е една комплет опрема за еден кошаркар, ракометар или фудбалер, кој ќе играе со ние една, две, три, зависи нели од условите сезоните, а ова и за 4 сати или за 3 сати потроши тие пари. Плюс пушките како опрема се многу скапи, 2-3 илјади евра една пушка у сегашно време. Тие зборам за квалитетни за квалитетни. Па ако збориме за квалитетни мети, сега може би и добро што стрелаштвото така, бидејќи се до децимала се рачуна, има страшна работа, е тоа прецизна сега таа електроника што се, меѓутоа во ваше време сигурно не беше така. Тогаш судиите одлучува кој е победникот. И одлучува метта 9 или 10. Па тоа се дешавало на многу од нас и на мене ми се дешавало, ме прогласува дека сум втор со еден метак помалку во метот. Без да знае дека на исто место си. Да, он секој може да види дека са тамо 2 или 3 метака, он вика не, тука са 2 метака, нема го третиот или еден метак, нема го вториот. И на место со 20 метака, он ми рачуна 19, јас сум втор, онај со 2 круга пред мене е прв. Тоа се и на мене десило, а и на многу други мои. Што е добро, тоа е разлика од пола век. Да. Сега не се мере. Сега електрониката се прави тогаш судиите со запалување на сијалицата преку стакло и со оние точкици. Имаат справички, што српски израз гурка, што става внатре и проценува колку е, дали закачува таа линија на поголема или на помала. Тоа стакло колку медали однесело, Да. А у сегашно време толку е тоа напредното, што можеш дома да гаѓаш, а да се такмичиш за званично на некој турнир. Со тоа што преку интернет поврзан ти е, пушката ти е поврзана, мецата ти е поврзана и на лице место гледа таму што погаѓа, што како мојот комшија Тодор Милосиев, тошката, он шах игра по 200 партии дневно и вика на сит турнири учествува. Значи техниката е до таму дојде. Пред да завршиме емисијата, мислам дека елабориравме многу работи, мислам дека и на гледачите им се допаѓат ваквиот начин на емисии, сега што ги почнавме од по нова година со наши, ајде да кажем, спортски доајени.
меѓу кој секој штом си поканет овде и ти си еден од тие. Која е перспективата на стрелаштвото, бидејќи у Македонија го нема? Знаеме какви потенцијали имаше еден Камник, едно стрелиште изворедно, одржуваа се тука државни првенства, доаѓаа од цела Југославија тоа, меѓутоа сега уопште не можеме да слушнеме дека има гаѓање, дека има стрелање. Па ја прво ви рекол за нашата општина, или за градот Кочани, се додека не се направат, тоа стално го викам, две стрелишта добри, едно отворено. Пред 5 години потребни ни се две стрелишта. Едно отворено и едно затворено. Затвореното да биде за воздушна пушка, бидејќи од тука почнуваат па натаму сите дисциплини, сите резултати зависат какви успеси ќе имаш со воздушната пушка, па натаму, нели, тоа е за почетни стрелци и какви резултати ќе постигнуваш тука, тие врвните стрелци што од тука се издвојат и натаму продолжуваат. И втора стрелиште, од преди како што ни беше поранешното стрелиште, отворено, на него 50 метарско да се изведуваат надпревари со малокалиберска пушка. Се додека од тоа нема, не може да се постигнат добри резултати. Јас ќе искористам емисијата и твоето присуство во емисијата, еве да ги поканам, бидејќи во Кочани има голем број на стрелци, да се соберете, да изнајдете некој начин да формирате едно друштво, бидејќи мислам дека стрелиштето за почетници е можеби добро, ова мала, иако е кратко, да се роде таа идеја кај децата. Јас да ти кажам дека сега, пошто година малку и повеќе некој месец сум пензионер. Знам. И се преку пенската организација одам и на некои надпревари, благодарение тамо на некои ентузијасти, како што е Коста Стојанов, поранешен вработен во Хартија Кочани, и со него Гоко Паунов, ние учествуваме тамо на пензионерски тие средби. Сега последниот пат беше во Стругва, освоивме трето место тројцата. Така да, како за почеток е добро, мислам дека понатаму ќе има подобри резултати, јако годините не лише. Око треба да се навикне на метата. Годините го прават својот. Ако па и тие што се прво место имат си години, нели? Имат и тие, точно. Разликата не беше голема, така да лесно може тај резултат на нареден не надпревар да се... И за крај, една работа што ми каже многу време дека те боле, а тоа е, еве, мојот школски другари од мојата генерација, Ѓорги Чекарев, што не успеа да замине на Олимпијада, туку замина со нас на екскурзија. 73-та година, есента, септември месец. Така. Па види, пак ќе го спомнам Гане, благодарение на Гане и помал дел на мене, ние од Гоше со сила направивме стрелец во почетокот. Додека тој самиот не се загреа и не свати дека е добар. Кога постигна максимумот во стрелаштвото, со таа пушка што збореме, стандардна прецизна пушка, и кога имаше разговори во Скопје да он преде со тренерот Чук од Ниш, он е Нишлија, за тренер на репрезентација на Југославија, да преде во младинската репрезентација на Југославија, и во исто време нели, како средношколец се организираше и Олимпијада за средношколците. Не, него екскурзија. Да, ние бевме на екскурзија, требаше да одиме из Југославија. А наместо да идеше на екскурзија како средношколец, требаше да замине на Олимпијада, на предходни некои надпревари таму, мислам во Америка или во Мексико, и потоа на Олимпијада. Предолимписки надпревари, да. Олимписки надпревари. Он се одлучи да иде на екскурзија. Многу обидување и од моја страна и од Ганева страна, он не прифана и мислам дека си го пропусти, со тоа си го пропусти кариерата во стрелаштвото.
Гоше ќе слуша, ќе гледа емисијата, мислам дека ќе се подсете на некои работи, па може би ќе го искористам. Он не е многу разговорлив за Така, да сака емисија да дојде, меѓутоа ќе се Може, обидам и може, со него ако- и со Гане да. да стапам, бидејќи сакам стрелањето на некој начин да го вратам на старите позиции. Јас мислам дека еден убав разговор направивме. Малку кажувавме и за инциденти и за стој, меѓутоа нека знаат кочанчани дека Па добро, Стојанчо, ако си овака бил мирен, дека на терено не е бил мирен. па добро, јас сакам да речем и условите во тоа време, обезбедувањето, како редарската служба, како не беше таква како што е сега. Имаше можност за такви инциденти во тоа време. А и фобијата дека домакино не смее да изгуби. Па тоа е, дека фобијата домакино не смее да изгуби, фобијата дека судијата секој пат треба да држи страната на домакино. Иначе тоа сакам да кажем, ако направиме спореда на тогашниот и сегашниот ракомет, ово што го гледаме, не може да се спореди. Сега е и техники, машинерија, тука е и снага, тука е и техника, се, нема споредба. Борба за секоја педа. Да, борба за секоја педа. Нема споредба, иако условите се други, ми тоа нема. Дојде до совршенство тука. Ти благодарам што беше гост во емисијата. Фала и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со мојот драг пријател, стар кочанчанец, Стојан Андонов Алјушо. Ви благодарам за вашето внимание и бидете покрај малите екрани следниот петок во истото време. До тогаш ќе се потрудам некој друг соговорник што ќе не врати со многу емоции на времето во кое кочанскиот спорт навистина живееше. Благодарам.